Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Ново скандалозно видео на кое главни актери се млади лица. Полицијата врши идентификација. Нема нови потврдени случаи на западно-нилска треска. Има 3 сомнителни хоспитализации. Премиерот очекува гостивар многу скоро да добие вода за пиење. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Владата прогнозира позитивни резултати за економијата. Шпанија ги врати речиси сите 60.000 мароканци кои нелегално влегоа на територија на Европската Унија. За семејството и современите предизвици, зошто младите брачни парови не успеваат да се задржат, епидемија на разводи, кои се клучните причини за распад на браковите, за еднината без наталитет. Во тема на денот психологот Розалија Секуловска. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Ново скандалозно видео на кое се гледат млади лица од гостивар како дивеат и пукаат со огнено оружје. Видеото предизвика остри реакции на социјалните мрежи. Полицијата најави истрага и идентификација на лицата. Пукање со пиштоли во воздух, млади лица качени на автомобил со гостиварски таблици и тројца со огнено оружје во рака. Ова е дел од видеото со кое млади луѓе објавија на социјалните мрежи како слават, снимани и со телефони и со професионална камера. Објавената снимка предизвика бурни реакции во јавноста за тоа како во денешно време се уште се слави со пиштоли и пукање во воздух, иако има строга забрана за користење оружје по свадби и прослави. Ова не е во Курдистан, туку во гостивар. Разбирам се, но не ми е јасно која е поентата. Млади лица со пиштоли и со калашникови да пукаат, па уште и да се објавуваат на социјалните мрежи. Замислете колку луѓе имаат страдано поради вакви глупости, напиша адвокатот Мухамеди на социјалните мрежи. Кога се случила прославата, не знае ниту полицијата, бидејќи не е пријавено пукање со огнено оружје при прослава. Во изминатиот период нема пријава во Овера гостивар за неовластено пукање со огнено оружје при семејни веселби. Во врска со настанот, под опрен глас се преземаат соодветни мерки за идентификување на лицата и расчистување на случајот, соопшти од СВР Тетово. Пукањето по свадби и прослави во Македонија трае со години, иако законот предвидува и затворски казни. Парична казна од 200 до 500 евра е за пукање кога ќе се наруши јавниот ред и мир, а зависно од последиците, пукањето може да представува и кривично дело, предизвикување на општа опасност, за кое е предвидена и затворска казна од 1 до 5 години. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Нема нови потврдени случаи на западно-нилска треска. Има 3 сомнителни хоспитализации. Како 19-годишна пациентка остана во инвалидска количка. Државниот и санитарен инспекторат ќе го испитува случајот. На клиниката за ефективни болести се хоспитализирани 3 пациенти со сомнежи за западно-нилска треска. Во овој период нема нови потврдени случаи. Нови 3 пациенти со воспаление на мозокот и сомнителни на западно-нилска треска. Изминатото денонокие биле хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Сите се од Скопје и се на возраст на 60 години. Дали кај нив состојбата е поради Вестнайл вирусот, треба да покажат лабораториските анализи. Сите 3 пациенти, сите 3 е потврдено дека се работи за вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвивки, но се уште немаме лабораториска потврда за видот, тоест причинителот кој го создал ова состојба кај нив. Додека другите пациенти, 10 е хоспитализирани, се во иста состојба, значи само 3 се критично болни и се наоѓаат во оделот за интензивно лекување, додека другите се во оделот за невроинфекции. Инфектолозите веќе алармираат дека повозрастната популација и оние со коморбидитети се најризични да ја добијат најтешката форма на инфекцијата која се јавува само кај 1% од заразените. Имајќи во предвид дека освен еден од Велес, сите други заболени се од Скопје и тоа најмногу во Драчево.
Веќе имаше воредно прскање против комарци во оваа општина. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризик, најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево. Секако дека и во иднина, доколку се мапираат и други места, каде доколку би имало собирање на повеќе случаи од други места, дека мерките ќе бидат превземени на други места. Освен 6 случаи во Драчево, по 2 се од аеродроми Ново Лисиче и по 1 во Илинден и Сопиште. Заразата ја пренесува инфициран комарец, а симптомите се појавуваат од 3 до 14 дена по каснувањето. Инаку, Светската здравствена организација и Германското министерство за надворешни работи предупредуваат на зголемен број на случаи на западно-нилска треска во делови од Јужна Европа. Посебна предпазливост се препорачува на сите што ова лето одат во Италија, Грција, Шпанија, Романија и Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Жителите на Гостивар многу скоро би можеле повторно да добијат безбедна вода за пиење. Ова се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски, откако водата во Гостиварскиот водовод е под забрана за пиење уште од 17 јули. Интензивно се врши хиперхлорирање на системот и секојдневно се земаат мостри за анализа. Сепак последните информации покажуваат дека во водата се уште се присутни бактерии. Иако не станува збор за фекални бактерии, тие сепак ја прават водата небезбедна за употреба како питка. Во меѓувреме, во текот на изминатото деноноќе, 60 лица побарале лекарска помош поради симптоми поврзани со епидемијата и покрај тоа што е забележено дневно зголемување во споредба со претходниот ден, кога медицинска помош побарале 36 граѓани, од Министерството за здравство истакнуваат дека вкупниот тренд останува значително понизок. За споредба на 18 јули беа евидентирани над 600 прегледи во здравствените установи. Работени од јавното претпријатие Водовод, кој што директно со цевки и пумпи вода од река префрлиле во главниот резервоар. За тоа обвинителството постапуваше и постапува и веќе имаме лица кои што се обезбедени, сослушани и така натаму, и очекувам да имаме и проширување во истрагата. Одговорноста е лоцирана и се превземаат мерки, веќе обезбедена техничка вода за користење. Сега во моментот се случува процес на хиперхлорирање кој што го вршат експерти од јавното претпријатие Водовод Скопје. Секој ден се земаат разни примероци, се испитуваат истите и веќе можам да кажам дека одиме кон ситуација кога можеби за прв пат во последните децении во Гостивар граѓаните ќе можат да користат вода за пиење која што ќе е бактериолошки исправна. Но јас замолувам за трпение затоа што сериозен пристап имаме и сериозно го вршиме овој процес и јас очекувам многу скоро денеска да граѓаните добијат покрај вода која што ја користат за технички потреби и вода за готвење и за пиење. Владата на воредна седница прогласи нова кризна состојба поради зголемената опасност од пожари. За сега состојбата е стабилна. Денеска најсериозен е пожарот во Струшката депонија. Утрово состојбата е стабилна, има неколку активни пожари на отворен простор, но морам да укажам дека состојбата се менува од час во час. Додека давам ова изјава, може да избувнат нови пожари на различни места на државата. Во овој момент имаме еден сериозен, тежок за гасење пожар. Тоа е пожарот кој што од Струшката депонија излезе во блиската вегетација. Истиот беше активен вчера во попладневните часови. Приквечер беше ставен под делумна контрола, за жал денес повторно побегна на пожарникарите од контрола. Моментално е разгорен и кон него ќе упатиме набргу 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. Ја користам ова прилика уште еднаш да упатам апел до граѓаните. Состојбата е алармантна, да не дозволиме да се појават страшни пожари кои што можат да убијат луѓе, можеби неколку километри понатаму од оној кој што предизвикува пожар. Затоа апелирам на исклучително големо внимание да не бидат предизвикани пожари кои што многу често настануваат од наивното верување на граѓаните дека фрлениот отпушок од цигара преку прозор не е опасен, но исто така и правењето на скара на убавиот Иленден или палењето оган некаде на отвор простор, каде што тие се убедени дека огнот нема да избега од контрола. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе спроведува воредни стручни надзори на околностите поврзани со лекувањето на 19 годишната пациентка од Струмичко
за која нејзиниот свекор на видео што го објави на социјалните мрежи бара помош од здравствените власти, бидејќи, како што вели, останала во инвалидска количка по направен царски рез пред 1 месец. Пациентката е мајка на 2 деца, а како што објаснува нејзиниот свекор, биле во многу здравствени установи за да се утврди зошто дошло до ваквата состојба. По добивањето на инспекцијскиот наод и целокупната медицинска документација, Министерството ќе иницира и стручен надзор над досегашниот тек на лекувањето и постапувањето на здравствените работници и установи вклучени во случајот, велат од Министерството за здравство. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Владата прогнозира позитивни резултати за економијата. Шпанија ги врати речиси сите 60.000 мароканци кои нелегално влегоа на територијата на Европската Унија. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека резултатите од 2-годишната работа на неговата влада полека, но сигурно стануваат видливи за граѓаните и дека доаѓаат подобри времиња. Наташа Мерсовска со деталите. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Државната статистика објави дека производството во јуни во однос на претходниот месец е зголемено за 6,5%, додека во споредба со претходната година растот изнесува близу 1%. Најголем пораст има во преработувачката индустрија, а во секторите рударство и снабдување со енергија забележен е пад. Статистичките бројки премиерот ги оцени како добра вест за граѓаните, но лоша за опозицијата. Имаме зголемување на индустриското производство во јуни месец од 6,5% или ако се земе вториот квартал е 4%. Тоа не се добри вести за оние кои што не сакаат да успее оваа земја. Тоа се лоши вести за опозицијата која што секој ден конструира, измислува, создава хистерија во општеството. Министерството за финансија објави намалување на јавниот долг во вториот квартал за 0,1% поен или во апсолутен износ за нешто на 20 милиони евра. Сега долгот изнесува 58,8% од БДП, со што вкупната задолженост изнесува 10 милиарди 726 милиони евра. Пад бележи државниот долг за 1 месец 41 милион евра или 0,2% поени. Имаме намалување и на државниот и на јавниот долг во вториот квартал. И сега сме на би рекол, посебно за државниот долг, на ниво кое што би рекол е најниско од после короната. Имаме намалување за на нешто повеќе од 40 на милиони евра кај државниот и нешто повеќе од 20 на милиони евра кај јавниот долг во вториот квартал од годината. Резултатите за економските бројки се должат на 2-годишната напорна работа на власта, вели премиерот, кој во иднина најави нови успеси. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Председателката Гордана Селјановска-Давкова денеска во вилата Билјана во Охрид имала средба со српскиот премиер Ѓуро Мацут. Мацут синоќа дојде во Охрид во ненајавена за јавноста посета. Имаше средба и со премиерот Христијан Мицкоски. Опозицијската СДСМ денеска прашува во која земја премиер од друга држава доаѓа ненајавено. Во која суверена земја премиер на соседна држава може да дојде кога сака и без најава, без протокол, како да си е дома. Токму затоа во последните извештаи на Европската комисија постојано се посочува големото влијание на Вучич и СНС врз Македонија, влијанието на така наречениот српски свет. Политички проект роден во времето на Милошевиќ, а денес продолжен преку Вучич, велат од СДСМ. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН доби нов извршен комитет. За генерален секретар е избран Дамјан Коњановски. За заменик генерален секретар е избран Стојан Пандов. За подпредседатели се избрани Борис Шамбевски, Илија Ристевски и Татјана Тесалоника Шишковска. Фокус на работата ќе им биде посветено креирање политики за младите. Започнува работата и на новоизбраниот извршен комитет на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Ова е тим составен од млади луѓе со знаење, енергија и желба за работа, кои во наредниот период ќе бидат поставени кон креирање на нови иницијативи, предлози и политики насочени кон младите. Нашата цел е Унијата на млади сили да биде организација која ги слуша младите, ги препознава нивните потреби и активно работи на создавање услови за личен и професионален напредок. Граничните премини Богородица, Дојран, Табановце, како и патарините долж овој коридор, веќе 2 дена се со зголемена фреквенција. На Богородица се чека и по неколку часа за влез и излез од Македонија поради шпицот на сезонот.
но и поради новиот систем за влез во Европската унија. Очекувањата се дека гужвите ќе продолжат за време на целиот проложен викенд. Опозицијската СДСМ ги искористи гужвите за обвинување дека километарските колонии и часови чекање на граница се доказ за изолацијата што ја создава владата на Христијан Мицковски. Мицковски и неговата организирана криминална група не сакаат ЕУ, затоа што во ЕУ би имале независно македонско обвинителство, европско обвинителство и слободни судови. Тогаш некој би морал да одговара за сиот криминал и корупција. За нив постои посебен граничен премин, тие не чекаат со часови, границите стојат, граѓаните стојат на граници, тие летаат, велат од СДСМ. Минутите за тема на денот. Мој вечерашен гостин Розалија Секуловска, магистар по развојна психологија. Добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Со години имаме некој тренд, сега последните статистики на Државниот завод за статистика повторно покажуваат дека ние секоја година имаме се повеќе разводи од бракови. Иако апсолутните бројки се во корист на браковите, но процентите на разводи растат, а на бракови опаѓаат. Па, според вас, на што се должи тоа? На некој современ начин на живење, модерен свет денешен, или пак има нешто што шкрипи внатре во браковите? Па јас би рекла и двете работи. Многу работи се сменети. Убаво рековте, значи, се зголемуваат разводите, меѓутоа и се намалува времето кога донесуваат одлука да стапат во брак. Значи, порано ако се стапувало во брак на 18-20 години, гледаме дека таа граница да се стапи во брак се некако се поместува 20 и нешто години, 30 години и така натаму, а толеранцијата во бракот кога ќе се склопи таа клетка е се помала да опстои бракот, се помала е толеранцијата на конфликтите, се поголема е фрустрацијата на различностите, комуникацијата помеѓу партнерите и многу други работи кои што некако допринесуваат да самите семејства како основна клетка на општеството побрзо и полесно се распаѓаат. Од друга страна рековте да има нешто, можеби има нешто зацкриено. Има нешто зацкриено. Ако порано нашиот идентитет се консолидираше, се интегрираше, да речеме малце порано, затоа што порано завршувавме образование, порано се бараше од нас некако. Сега сме се повеќе амбициозни. Ако порано од нас се бараше да стапиме во брак, ако порано од нас се бараше да имаме што повеќе деца, повеќе детно семејство, сега од младите некако се наметнува да бидат што повеќе самоактуализирани во однос на интелектуалноста, во однос на кариерата, има се поголема слобода, се повеќе можности на избори, се поголема, како да кажам, лесна достапност на многу дразби и сето тоа на некој начин и се поголема отуѓеност, наспроти нели таа технологија која што ја носи и информацијата, а од другата страна ја носи отуѓеноста. И сето тоа некако на куп создава многу супер услови да побрзо се распаѓаат браковите и да подоцна се донесе одлука да се стапи. Статистиката вели дека петата до деветата година обично е најзастапена при распадот на бракови. Ме интересира дали тоа е резултат на изградените филозофии на живење на младите, на личноста, или пак е нешто што во тој период, да речеме, се случува во самата брачна заедница, дали немањето толеранција, несваќањето, како младите всушност денеска го перцепираат бракот како брачна заедница? Младите денеска имаат поинаква перцепција на бракот. Ако ние порано бракот, значи нашите генерации сме го гледале како нели повеќе како авторитет, како клетка, како нешто што е силно, и сме го идеализирале. Нешто што врзува. Да, нешто што е семејство, дом, топлина, обичаи, култура, идентитет и така натаму. Денешната современа генерација ги изгуби идеалите што е тоа брак. Значи, ако сакаат да се реализираат како родители, не мора да бидат венчани. Може да бидат и во поинаква заедница, може да го реализираат тоа и на сосема друг начин. Пак ќе речам, толеранцијата на фрустрацијата се намалува.
Во целиот наш живот постојат развојни кризи. Така и во бракот и во партнерството постојат развојни кризи и постојат случајни кризи. Меѓутоа, луѓето забораваат дека бракот е договор. Исто како што и бизнис, нели, кога одиме, кога се вработуваме, тоа е договор помеѓу најмалку две страни. Така и во бракот имаме брачен договор помеѓу мажот и помеѓу жената. Меѓутоа, тој договор во текот на животот може и во реда да се смени. И тогаш се менуваат и приоритетите, тогаш се менуваат и улогите. Доколку некој мисли дека бракот е еднаш создаден и загарантирано ќе трае, тоа не е така. Во бракот се вложува, во бракот се инвестира. Можеби тие 5 до 7 години се клучни кога паѓаат маските и кога веќе се гледа целовитоста на другиот. Тоа би требало да се види и во врската, меѓутоа колку се свесни, колку се тука и сега младите тоа да го исперцепираат, или па кога нема граници и се повеќе се мешаат работата и приватниот живот, се повеќе се мешаат останатите членови од другите семејства, затоа што кога се стапува во брак, не стапуваат само две особи во брак. И самиот Фройд тоа го рекол, и самиот Габор Мате, и Хелингер кажал дека кога две особи се зимаат и многу други генерации позади нас. Значи, во бракот имаме многу личности, несвесно и свесно, кои што се присутни, и ако немаме здрави граници, да кажеме што се нашите приоритети, дека нашиот договор се сменил, ако порано било така, а сега дошле децата, потребно е да ги смениме приоритетите, потребно е да изменаџираме време, потребно е да се договориме. Кога нема разбирање и нема слух за другата страна, а се тоа го има кај, се повеќе изразено кај младите, и она нарцисоидност, не патолошка нарцисоидност, туку во аспект на индивидуалност, отуѓеност, осаменост, можам сам, ќе останам сам се раѓам, сам умирам и најразлични идеологии. Има ли влијание општествената, политичката, економската состојба на општеството? Има, се повеќе гледаме дека луѓето премногу работат, не работат само една работа, работат по 2-3 работи, или пак работат поголемиот дел од денот, работат и се надвор од семејството, и обврските паѓаат на едниот член, или пак не успеваат обврските семејни да се задоволат, доаѓа до отуѓеност, доаѓа до фрустрација, доаѓа до разочараност од многу работи, а од партнерот се бара да биде се. Значи, порано партнерот може би ги задоволувал повеќето улоги, меѓутоа тога жената не била толку автономна. Жената била свртена кон домот и кон децата. Денешната жена е свртена не само кон домот и кон децата, се бараше и жената, нели? И ние баравме да влеземе секаде и влеговме. Меѓутоа сега потребно и мажот да влезе. Не е ли малку парадоксално за општество кое себе си се дефинира како 95% религиозно, да речеме, која имаме, да речеме, политички партии со демохристијанска ориентација, да имаме таква состојба на општествена криза на бракови? Дали тоа значи дека, да речеме, црквата не врши улога добра, дали луѓето не веруваат во таквите совети? Не, религиозноста да, го чува бракот. Меѓутоа, ние го склопуваме бракот, пак ќе речам, во матично како договор, се подпишуваме. Зборам за вредности во поглед. Вредноста на самиот брак. Младите сваќаат дека јас не мора да бидам, да добијам деца или пак да добијам љубов само ако ставам подпис. Ја менуваат дефиницијата на тоа што е брак. Веруваат дека и навистина и така се случува дека тој наспроти мене, партнерот, не може да ми ги задоволи сите потреби, а потребите некако растат. Од денешниот партнер се бара да биде партнер, да биде татко или нели мајка, да биде бизнис, да ме поддржува во бизнисот, да ми биде пријател, да ми биде терапевт, да ми биде најдобриот другар, да ми биде родител, се да носи материјално, да се грижи околу децата, да се грижи околу... Не е возможно. Порано сме имале проширени семејства. А сега гледате некако како поминува времето, све повеќе се бараше да биде помало нуклеус, една клетка. Сега веќе и таа клетка се распаќа од четворица, од тројца, од трочлено семејство,
А порано каде што сме имале повеќе, поголеми, пошироки семејства, каде што тука биле бабите, дедовците од едната, од другата страна и можеле да ги задоволат потребите нели за материјална, економска, психолошка безбедност и сигурност, да бидат и пријатели во разговори така натаму. Сега од еден партнер очекуваме се. Добро, и например сега се случува тој распад на брак и се почнува од ново, нов циклус и повторно разочарување. Затоа што се нема работено на себе, затоа што самата психологија кажува дека и Фройд кажал, и сите кажале, меѓутоа преку најразлични концепти. Ние, се додека не ги разрешиме нашите внатрешни конфликти, скриптови, образци на однесување, искривени верувања, имаме тенденција однесувањето да го повторуваме. Значи, ние во иднина ќе бираме секогаш исти или слични партнери, пријатели, работни места, позиции, за да го потврдиме нашето главно верување, или пак да ги разрешиме односите со мама и тато, да ги репарираме на несвесен начин, меѓутоа тоа никогаш нема да го репарираме, затоа што ова денес, на 20, 30, 40 години, партнерот не е мама, не е тато, туку е нешто сосема друго. Добро, вие работите и професионално тој дел во животот од вашето искуство. Имате спасено бракови? Точно, затоа секогаш кога Што е успехот, да речеме, на тоа? Сатисфакција, за мене е лична сатисфакција, а исто така и спасени. Вреди да се работи на бракот. Значи, приземјено да кажеме, се додека не се исцрпат сите средства, сите ресурси, да се надминат сите пречки во комуникацијата, во приоритетите, во начинот на организирање на слободното време, во спитување, така натаму. Се додека не се исцрпат сите механизми, бракот пожелно е да трае. Меѓутоа не по секоја цена. Кога бракот е нешто што е дисфункционално, деструктивно, за барем еден од двајцата брачни партнери или пак за поколението, бракот не мора да постои на вистина по цена на здравје да се дојде до болест. Така да постојат различности кои што се непредмостливи и кои што се извор на болест, така да тогаш не значи дека нема да се случи повторно нова љубов, да се случи животот да продолжи да тече, ќе тече. Како се манифестира кај едно дете, да речеме, распад на едно семејство? Трауматски. Затоа им кажуваме на родителите да го подготват детето, да ги подготват децата дека мама и тато се разделуваат затоа што тоа е нешто помеѓу нив двајца. И дека тоа е неповрзано. Значи, кажуваме да го кажат тоа многу едноставно на детски јазик во зависност од возраста на детето, за да детето разбере дека не е тоа причината, дека тоа не е непосакувано, дека тоа е грешка и така натаму. Кажуваме да не се лажат децата, тато отишол на работа, мама е тука, туку да се каже дека мама и тато со тек на време сватија дека веќе не се сакаат. Меѓутоа, вие сте плод на нашата љубов и ние секогаш ќе останеме ваши родители. Тоа не значи дека мама и тато не те сакаат, меѓутоа тоа значи дека понекогаш ние возрастните како растеме не можеме да се договориме и да најдеме заеднички јазик. И понатаму се очекува и потребно е родителите да ги одржуваат контактите со своите биолошки деца. Има уште еден момент кој што е важен, тоа е иднина без наталитет, да речеме, каде што бројките се со години поразителни. Мислам дека Македонија, ако не се лажам, не проверив точно, ама 7 или 8 година е во негативен природен прираст, ако не и повеќе. И тоа е резултат веројатно на што? На себичност на младите, на немање доволно средства за чување деца, несакање повеќе деца, или на што е резултат? Не е несакање деца, не е себичност, не е немање на ресурси, затоа што и нашите поранешни генерации не одгледале, да речеме, на лепче, леби сол, леби шекер и така натаму. Зашто го ја, ако некој ние сме јадене лепи сол, нема да јаде се и моето дете лепи сол. Да, има така. Меѓутоа, тоа можеби е одложување на зрелоста, одложување да се стапи во брак. Мене ми е многу криво. Основната функција е да создадеме поколение. Значи, бракот е основното
средство да ние се соединиме за да понатаму создадеме поколение. Може би самата дистракција, дека од мене се бара да бидам и успешна на работа и дека тоа сега ми е приоритет и дека може би не сакам да ги живеам траумите на мама, тато и дека може би се плашам дека гледам околу мене што се случува хаос. Значи имаме некои искривени вредности, брзи цели до кои што стигнуваат младите, лесно достапна љубов, се е некако лесно достапно и може би затоа се решаваат да не стапат во брак, а може би и да го одложат поколението, па после тоа има и клиенти кои што доаѓаат и кажуваат дека се плашам дека биолошкиот часовник веќе чука и дека е при крај, дека... Голем дел од оние кои ќе стапат во брак заминуваат надвор државата. Заради екзистенција, може би, за да ги повлечат надвор, може би, за подобро утре и така натаму. Ако порано државата како систем, како наш родител, вршела некаков си притисок да бидеме адаптирани, да го почитуваме законот, да го почитуваме семејството и ние од адаптирано дете сме седеле во семејството, денеска немаме толку, зборам за нас, ние во нас имаме его состојба на адаптираност, не сме толку во адаптирано дете, повеќе сме во бунтовно дете, не, јас нема да седам по секоја цена, повеќе сме во возрасен, има и друг начин, како тоа ќе го задоволам, решам и како ќе бидам среќен. И има и мој родител его состојба дека има навистина и други алтернативи, не да се трпи по секоја цена. Значи, јас би рекла, основните потреби на човекот се биологија, социјализација, создавање на поколение, одржување на системот семејство, меѓутоа пак ќе речам не по секоја цена. Да постои толеранција на фрустрација, тоа се вежба, емоционалната интелигенција, да си ги читаме емоциите, да се разбираме. Имаме бракови кои што и после 10 години не се разбираат. Прашањето е зошто брачните партнери после 10 години не ги надмостиле тие, не биле свесни, не сакале да работат еден на друг, така да тоа е многу длабока тема каде што би ни требало многу време. Благодарам за гостување. Благодараме вам. Охрид полн за елинденските празници. Охрид полн со гости за продолжениот празничен викенд. За Илинден туристичкиот центар го живее шпицот на сезоната. Најбројни се домашните од регионот, Европа, но и нашинците од Америка, Канада и Австралија, кои годишниот одмор го користат во родните краеви. Хотелите долж езерото се целосно исполнети, а место повеќе се бара и во приватното сместување. Belgium. Do you like Ohrid? We love it. What do you like the most? I think like the medieval houses and the water. We just arrived today. Everything is nice here, so the houses and like the vibe here. The people? Yes, they're very nice. Yes. I love the sunsets. It's beautiful, and the way the light changes. Yeah, it's a very beautiful place. Добрите познавачи од областа на туризмот посочуваат дека неопходно е да се направи истражување на пазарот како да се зголеми престојот, но и потрошувачката. Јас би рекол, многу поважно е да ние не ги броиме туристите, туку да ја броиме потрошувачката. Што значи зголемување на престојот на туристите и зголемена потрошувачка. Дестинациите во својот тој животен век, како го викаме, одат прво со зголемување на бројот на туристи, а после треба да ја прошират понудата и да ја зголемат потрошувачката. На крајот на денот тоа е поважно отколку бројот на туристи. Видете, мора да го истражиме пазарот што бараат туристите. Значи, не можам јас да купам нешто што не ми е како преференција, нешто што не го сакам. Значи, мора да го направиме тоа истражување на пазарот, што сакаат туристите за да трошат повеќе и тоа да им го понудиме. На крајот на денот тоа е поважно отколку ние што нудиме. Значи, дали тоа се бара? Ние имаме еден производ, ама тој ако не се бара на пазарот, тој производ ќе стои во залиха.
Шпицот на сезоната привлекува посетители од сите краеви ширум светот. За дел од нив најатрактивни се концертните настани, додека пак останатите уживаат во посетата на културните знаменитости, многобројните цркви и турите со бродови и катамарани низ езерото. Нина Аритоновска, Сител телевизија.